Lele. Ženo! Тука си. Кажи. На радио слушнав нека анкета. Така е. Некој дечиња како Дарен наш ги прашува за оценувањето. Сум умрел од смење. Едно вели и да ме оценуваат, и да не ме оценуваат, на крај ќе си бидам одличен. Тоа те насмеал. Па таквите работи се за плачење. За плачење, кога Дарен наш доби тројка по математика, се сеќаваш? Да, зошто? Ајде сега да се напиеме кафе, па потоа ќе ти кажам. И што сакаше да кажеш? Кога Дарен наш доби тројка по математика, ти направи таква опсежна анализа и детекција на наставничката, што може да те позаведе тој од Интерпол. Што? Голема работа. Па дознавме кои се роднини и побаравме малечка услуга. Тоа е толку нормално. Море дозна 300 пикантерии, сега не тереме да отворам уста ти. Отворена имаш како крап. Море, како се вознемери, ке ме натепаше. Едно е од тројка на петка, а друго е од двојка на петка. Здраво! Дојдов! Па повели седни. Дојдов уште една петка по математика. Навистина, браво! Сигурно си знаам многу, а? Малку знаеш, малку не, ама си добив чиста петка. Малку знаеше, малку не, чиста петка, многу убаво, како на пазар. Наставничката е срце. Има едно 2-3 недели, само со мене си разговара. Ме прашува нешто, се смешка. Како е татко ти? Каква е мајка ти? Што има ново? Знаев. Што знаеш? Поуспеа твојата детективска сторија и сега Дарен наш може да се спие на едно уво. Знаеш дека зборуваш глупости? Не сум видновна и јас, што наставничката на Дарете е прва братучечка на една моја другарка од детството. Ја таа што ми купи големо чоколада? Таа. До четврто. И така, и така. Каде ќе се викаме? О пето. Значи, ако не ми го дигнеш притисокот, не си жив. Во пето треба да бараме 10 први братучетки на наставници што ќе му предаваат на Дарете наш. Зборуваш како да сум убила некого. И по физичко сум најдобар. Вчера наставничката го кажа тоа пред сите. Ти бидеш најдобар и по математика, само ако ја слушаш мамичка. Жено, погрешните се проценките. Повторно почнуваш. Сакаш ли сега јас ништо да ти кажам? Сакаш?
Кога беше на полагање во Телманчо, 300 луѓе молеше да му стават двојка. Браво, Даре, дојди да те бакнам. Внуче од сестра ми, требаше да седам и да гледам како повторува внукот, а? Требаше. Тете, ако зборуваме за оценувањето, тоа треба да се гледа од повеќе страни, а не само од една. Така ни кажуваше училишниот педагог. Браво, Даре. Таткот ви работите ги гледа само од една страна и затоа секогаш е во расчекор со стварноста. Што не лечам нешто за вчера. Не читав убаво и наставничката ми стави тројка со точка. Тројка со точка, ама како си може да направиш такво нешто? Барем читањето е лесно. Ајде, не туку прави драма од ништо. Тројка со точка, многу брзо ќе биде петка. Даре, да не го знаеш телефонот на Мира, другарка ми? За таа што ми купи голема чоколада. Да. Го знам. Ајде. Кажај. 3 двојки, 1 тројка, 2 петки.